Навистина ми е драго што оваа трибина се одржува токму во Битола, токму поради фактот што ние, како СДСМ, го затворивме прашањето на сите идни предизборни ветувања кога и кој ќе започне да го гради првиот автопат кон Битола и Пелагонискиот регион. Но кога ќе се прави програмата за наредната година за парламентарните избори, таму треба да штиклираме, заменик председателке, започна да се гради автопатот Прилеп Битола и тој автопат идната влада, повторно предводена од СДСМ, ќе го заврши и ќе го стави во функција за граѓаните, за економијата на Пелагонискиот регион, за сите граѓани на Битола, Прилеп, на Ресен, на Крушево и на сите останати граѓани кои што ќе го користат. Таму каде што земјиштето е државно на Република Македонија, влегува изведувачот, проектира 5 километри од делницата Прилеп Битола, влегува, работи на тие 5 километри. Додека ги гради тие 5 километри, веќе работи на експроприацијата на останатите 10, проектира, продолжува со останатите 10. И не е точно тоа кој што го зборува опозицијата, дека немало да има одобрение за употреба практично од страна на институциите. Ние целиот автопат кој ќе биде изграден, фазно изграден, даваме во Министерството за транспорт и врски одобрение за употреба. Кога практично тој автопат со сите статички исправни елементи, со основен проект, со ревизија, ќе биде одобрен и тогаш автопатот ќе биде веќе изграден, ќе биде ставен во функција. И заради тоа велиме автопат Прилеп Битола за 5 години, а не автопат Прилеп Битола за 12 години. Јас верувам дека сите вие, сите граѓани на овој регион ќе дадат поддршка за изградба на автопат кој што ќе трае 5 наместо 12 години. Тоа е разликата. Сакам да спомнам неколку проекти кои што ги работевме, кои што ми е многу мило што ден денеска продолжија да се имплементираат. Тоа е проектот на помагање на општините со локални патишта и улици. Значи тоа е проект од Светска банка, 70 милиони евра, 62 милиони евра оперативни пари кои што се користат, 427 километри се 80 општини опфатени плюс град Скопје, под 500.000 евра ниједна општина нема.